Почитувани, никогаш во историјата на РЕК Битола рударско-енергетскиот комбинат не бил надвор од функција во сред грејна сезона. РЕК Битола е ербетот на енергетскиот систем на земјата и гарант дека државата нема да остане без струја. Овој капацитет заради неспособноста на владата од утрово е надвор од функција. Откако пред неколку дена се запали трансформаторот на блок 3, утрово има проблеми и со блок 1. РЕК за прв пат по години не произведува струја. И тоа не е непланирано, туку од неспособност во сред криза, кога цените на струјата на светските берзи рушат рекорди. Без РЕК, хидроакумулациите и другите капацитети на ЕЛЕМ не се доволни за да ги задоволат потребите за струја на земјата. Државата неработата на РЕК ќе ја плати прескапо. Дури и со санирање на оштетувањата, РЕК има проблеми. На депонијата, како што официјално кажаат власта, има само 40.000 тони јаглен. Тоа е гориво потребно само за 2 до 3 дена и тоа без комплетна работа на сите 3 блока. При промена на власта во 2017 година оставивме откривка јаглен спремен за ископ од околу 5,5 милиони тони, што е еднакво на потребната количина за полн капацитет за следните 10 месеци. Оставивме 25 милиони евра депозити, 8 милиони евра на сметки, 0 доспејани обврски, ремонтирани блокови, полни акумулации и огромни завршени инвестиции во хидро и термоопрема. Секој почеток на грејната сезона бил пропратен со најмалку 200.000 тони јаглен на депонија. Со промена на власта започна пропаста на електроенергетскиот систем во Македонија, пропаста на гигантот ЕЛЕМ и МЕПСО. Енергетските предпријатија се користеа за испумпување на пари преку тендери, за набавка на несуштински работи, а не се инвестираше во нови машини, нова механизација, во ископ на јаглен и во пронаоѓање на нови наоѓалишта. Наспроти инвестиции, сите започнати проекти ги запреа. Откриениот јаглен го потрошија, а нова откривка не направија. Машините во рудниците тонат во вода. Водата од акумулациите ја истрошија сосем непланирано. Санација на електростатските филтри, како и десулфуризација не направија, нова помошна механизација во текот на 4 години не набавија, но затоа цутеше бизнисот за приватни ангажирања на компании кои се возеа низ РЕК Битола. Резултатот е рекордно намалување на годишното производство на електрична енергија, намалување на приходите и зголемување на трошоците. Сето ова не доведе до состојбата која ја имаме денес. Почитувани, на светските берзи струја има, криза нема. Тоа значи дека можеш да купиш струја, но по која цена? И сега се отвара финансискиот дел од целата оваа состојба до која не доведе оваа власт. Ке набавувале јаглен во износ од десетици милиони евра. Наместо да го ископаат, полесно е да го набават и провизии да се ќарат. А со вработените што ќе правиме? ЕЛЕМ го превработија за јаглен да купуваат. Овие десетици милиони евра значат девизен одлив, значат помал бруто домашен производ, значат насочени пари на погрешно место, наместо во капитални инвестиции. Дополнително на ова, МЕПСО непријавено земал струја од Европскиот енергетски систем, па сега ова ќе ги чини граѓаните казна од најмалку 15 милиони евра. Криминалот и неспособноста креира енергетска криза, која ќе заврши со тешка финансиска криза. Ако во јануари 2017 година имавме интервентен увоз на струја, кога надворешните температури беа до минус 27 степени, јагленот не можеше да се копа и имаше криза во енергетскиот сектор во Европа, денес имаме се уште високи температури и интервентен увоз, кој е многу поскапо од оној во 2017 година, кога беа најтешки услови во рудниците. За ова некој ќе одговара и тоа многу брзо. Почитувани, се додека државата ја води оваа власт, народот го очекува колапс, сиромаштија и прекини во снабдувањето со електрична енергија. Ви благодарам.